Денес православната црква си спомнува за отсекувањето на главата на светиот Јован Крстител и ја празнува преподобната Теодора Солунска. Отсекување на главата на светиот Јован Крстител. Ирод Антипа, син на стариот Ирод и убиец на младенците во Витлеем, во времето на раѓањето Господово, бил господар на Галилеја во времето на проповедта на Јована Крстителот. Тој Ирод бил женет со ќерка на некој арапски кнез Арета, но Ирод, зол изданок од зол корен, ја избркал својата законска жена и незаконски ја зел за себе за сопатничка Иродијада, жената на својот брат Филип кој бил уште жив. Против ова беззаконие станал Јован Крстител и силно го разобличил Ирода. Ирод затоа го фрлил во самица. За време на една веселба во својот двор во Севастија Галилејска пред гостите играла Саломија, ќерката на Иродијада и Филипа. И пијаниот Ирод занесен од таа игра и ветил на танчерката дека ќе ја даде се што ќе побара од него, па тоа да биде и половина од царството. Поучена од мајка си, Саломија ја побарала главата на светиот Јован Крстител. Ирод наредил да го убиле Јована во самицата и ја донеле неговата глава на табла. Учениците Јованови ноќе го зеле телото на својот учител и чесно го погребале, а Иродијада го избола со игла јазикот Јованов, а главата ја закопала на некое нечисто место. Што се случило понатаму со главата на Јован може да се прочита во Житието од 23 февруари. Но оваа група на злотвори набргу ги стигнала Божјата казна. Кнезот Арета, за да ја измие честа на својата ќерка, удрил со војска на Ирода и го сотрел до земја. Поразениот Ирод бил осуден од кесарот римски Калигула на прогонство, прво во Франција, а потоа во Шпанија. Како прогонети, Ирод и Иродијада живееле во беда и понижување, се додека земјата не се отворила и не ги проголтала. А Саломија загинала со зла смрт на реката Сикорис. Смртта на светиот Јован се случила пред Пасха, а празнувањето на 29 август е востановено поради тоа што на тој ден е оставена црквата што ја подигнале царот Константин и царицата Елена на неговиот гроб во Севастија. Во таа црква се положени и моштите на учениците Јованови, Елисеј и Авди. Преподобната Теодора Солунска, како жена на имотен и благочестив човек, живеела на островот Егина. Но кога арапите ја загрозиле Егина, тие се преселиле во Солун. Тука својата ќерка Единка ја дале во манастир, која во монаштвото го добила името Теописта. Наскоро мажот на Теодора се упокоил, па и Теодора се замонашила. Била голема подвижничка. Често слушала ангелско пеење и им зборувала на сестрите. Не слушате ли како прекрасно пеат ангелите во небесното светилиште? Се упокоила во својата 75-та година во 879-та година. Од нејзиното тело потекло целибно миро со кое многумина се исцелиле.